Благодарам, заменик председателке, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Националниот буџет е економска и финансиска алатка која јасно ги дефинира целите, приоритетите и политиките на една влада. И она што е најважно, дали буџетот предложен за 2026 година обезбедува достоинствен живот за нашите граѓани, подобро здравство, подобро образование и дали обезбедува надеж и перспективи за нашите млади луѓе да останат тука дома во својата држава. Дали со овој ваков буџет се води сметка и се определуваат средства за нашите клучни надворешно политички приоритети, за потребните реформи, односно дали нашата држава ќе стане повеќе почитувана и вреднувана надвор. И дали овој вака конципиран буџет обезбедува развој на нашата економија преку стимулирање на компаниите, зголемени капитални инвестиции, поддршка на развојот. Одговорот е едноставен не. Овој ваков буџет единствено ќе користи за купување на социјален мир и купи ден помини политика. Предлог буџетот за 2026 година, предложен до собранието во својата основа, укажува дека оваа влада ниту има план, ниту визија, ниту капацитет за развој на државата или уште поконкретно, нема никаков план за обезбедување на достоинствен живот на своите граѓани. Ова е втор буџет предложен од оваа влада и уште еднаш се потврдува дека од оваа влада не може да се очекува никаков развој, никакви реформи, никакви капитални инвестиции. Уште еднаш се потврдува дека единствено добро што знае да прави оваа влада е приредување театар, кој скапо сите го плаќаме и ќе го плаќаме. Театар на апсурдот. Театар на апсурдот е кога вие ќе излезете во јавност пред секој избори и ќе ветувате мед и млеко, се и се што, за после секој изборен циклус, да ја сервирате суровата реалност која сите ја живееме. Нема ништо во овој буџет од спектакуларните предизборни ветувања од големите пароли на власта. Изборите поминаа, големите пароли се стишаа, големите ветувања се распрснаа како меур од сапуница, добре дојдовме сите во реалноста. А реалноста и иднината е пресликана во предложениот буџет. Владата проектира буџет од 6,7 милиарди евра, поголем и од најголемиот досега кој беше за 2025 година. Уште еден историски успех на владата. И таков како што е проектиран, не се базира на реални проекции. Напротив, истиот се базира на многу оптимистички проекции, кои што ако не се остварат дополнително, ќе ја влошат фискалната кондиција на земјата, а тоа ќе го видиме во текот на наредната година и при првиот ребаланс. Се прави крупна манипулација со лажното прикажување на идниот раст на БДП од 3,8%, податок кој не го прикажува или потврдува ниту една кредибилна меѓународна финансиска институција. Односно, ММФ проектира раст од 3,2%, Светска банка 3% и 3% Виенскиот институт. И ова е со единствена цел да може да се проектира нереален раст на БДП и аналогно поголем буџет и поголем дефицит. Односно, отворање простор за дополнително зголемување на јавниот долг. За 2026 година се планира ново задолжување од над 120 милиарди денари, вклучувајќи издавање нова еврообврзница и задолжување на домашниот пазар. Тоа значи континуирано растење на задолженоста и растечки каматни трошоци. Со вакво темпо на задолжување веќе во 2027 година се очекува каматните трошоци да бидат околу 500 милиони евра на годишно ниво. Значи 500 милиони евра само за камати. Но затоа Министерката за финансии промовира граѓанска обврзница, силно критикуваниот проект на владата на СДСМ како криминален, денес уште посилно промовиран од страна на владата на ВМРО-ДПМНЕ како сигурна и безбедна инвестиција. Тоа е тој театар на апсурдот. Владата проектира буџетски дефицит од 3,5% од БДП, што е спротивно на Законот за буџетите. Дефицитот не смее да надмине 3% од номиналниот бруто домашен производ. И ова е јасен показател за намерите на владата да не ги почитува со закон дефинираните ограничувања. Во однос на приходната страна, приходите се вештачки напумпани за да се стават во релација со расходите. И во таква ситуација буџетскиот дефицит опасно е зголемен.
Задржување на буџетски дефицит на 3,5% од БДП значи дека потенцијалниот економски раст ќе биде компензиран со финансирање на буџетскиот јаз, односно нови задолжувања. Доколку подобро се анализира структурата на буџетот, само уште еднаш ќе потврдиме дека владата ги заборави граѓаните. Не се додаваат средства во оние сектори подрачја каде се граѓаните, во образованието, здравството, социјалната заштита. Или изборите завршија, што се сега важни граѓаните. На нив ќе се сетиме пред некои нови избори, а до тогаш тераме по свое. Мед и млеко за власта, трошки за преживување за граѓаните. Затоа ја слушаме изјавата на министерот за економија, кој истакнува дека нема економска причина и оправданост за зголемување на минималната плата за работниците. Министерот од безбедна дистанца и со одлична плата објаснува на сопствениот народ дека добро се живее со минимална плата која впрочем е најниска во целиот регион. Повторно розеви научари за власта и сурова реалност за работниците. Театар на апсурдот. Се кратат за 91% средства потребни за функционирање на инспекторатот за македонски јазик. Замислете, ние кодошите и предавниците го донесовме законот за македонски јазик, го основавме овој инспекторат за го заштитиме својот мајчин јазик, а вие патриотите и чуварите на македонштината го орнисувате на отворена сцена. Тоа е тој театар на апсурдот. Нема предвидени средства за реформи поврзани со нашата европска перспектива. Реформи кои се поврзани со планот за раст, кој обезбедува околу 800 милиони евра неповратни средства за нашата држава. Но нас не ни требаат реформи, не ни треба систем кој функционира, нас ни треба статус-кво и стагнација. Во буџетот за 2026 година капиталните расходи се планирани на 40,2 милиарди денари, што представува намалување од 7,14 милиарди денари, односно 15% во однос на 2025 година, која беа предвидени околу 47,3 милиарди денари. Овој пат е спротивен на изјавите дека буџетот има развоен и капитален карактер и укажува дека фискалната консолидација се врши на сметка на инвестициите, а не преку рационализација на тековните расходи. Во оваа насока сакам да потсетам на силните најави на владата за сериозна посветеност на капиталните инвестиции како главен двигател на економскиот раст. Но народот не виде многу аир од овие силни најави. Или со факти. 2025 година се завршува со реализација на капитални расходи од околу 50% од ребалансираниот буџет. Вакво страшно потфрлање не е видено досега во нашата историја. Ваква неспособност за управување и реализација на проекти е пример како не треба се работи. Митот за успешно управување и ефикасност на ВМРО ДПМН се сруши како кула од карти. Да немавме влада, министри и директори и се да си тераше по инерција, верувам дека реализацијата ќе беше поголема од ова. И ако се сеќавате кога се донесуваше буџетот за 2025 година, кажав дека во истиот не е предвиден ниту еден нов капитален инфраструктурен проект и дека проектите се буквално препишани од претходните буџети на владите на СДСМ. Денес кога се донесува буџетот за 2026 година, немам што да додадам од ланската констатација. И после скоро 2 години власт, оваа влада не успеа да смисли барем еден нов инфраструктурен проект. Барем и ние како опозиција да имаме нешто да пофалиме и да поддржиме. Повторно се продолжува единствено со реализацијата на веќе отпочнатите проекти од страна на СДСМ, а владата се движи само по инерција. Повторно најголемиот удел во капиталните расходи го имаат криминалните и бандитски договори со Бехтел и ЕНКА за изградба на патните коридори 8 и 10D, како и железничката пруга на источниот коридор 8. Сите започнати од СДСМ. А што е право, треба признаеме дека продолжува постапката за изградба на железничката делница од Крива Паланка до бугарска граница. Она која беше блокирана од страна на владата. Продолжува по истиот проект, со истиот тунел, но со изгубени 60 милиони неповратни средства од Европската Унија.
театар на абсурдот. Не успеав да ги најдам во рамките на буџетските програми средствата од заемот поврзан со стратешкото партнерство со Велика Британија. А нели брзата пруга на коридорот 10 требаше да почне да се гради во месец септември, па се одложи отпочнувањето со градба за до крајот на годината. И еве го крајот на годината, а од големото ветување се уште ништо. Банките и меѓународните финансиски институции ги доставија своите понуди до Министерството за финансии во текот на летото, а до крај на месец август требаше да има избрано најдобра финансиска понуда. Јавноста нема информации до каде е постапката. И во оваа насока добро би било заменикот министер за финансии да ни даде повеќе информации за ова. Дали имате одлука по однос на понудите и ако не, зошто е тоа така? Дали затоа што немате никакви подготвителни документи, физибилити студии и слично, или пак се причините уште посериозни? И во оваа насока сакам уште еднаш да повторам тоа што неколку пати го зборував и од оваа говорница и од пленарната сала. И тоа го правев со најдобра намера. Не за да паметувам, туку за да помогнам. Затоа што сметав и сметам дека сите подеднакво ја сакаме оваа држава и дека сите треба да придонесиме за нејзиниот развој. Македонија има сериозен дефицит на капацитети за спроведување на големи и комплексни инфраструктурни проекти. И час поскоро треба се започне со сериозни инвестиции и развој на ваквите капацитети. На оваа држава и се потребни инвестиции во човечки капитал, кој масовно ни се одлива од државата, почнувајќи од проектен менеджмент, ФИДИК, инвестирање во развој на капацитети за проектирање и надзор на комплексни инфраструктурни проекти, управување со проектен циклус и така натаму. Само со силни напори во оваа насока може да се унапредат капацитетите кои се клучни за спроведување и ефикасна реализација на крупната инфраструктура. Во исто време треба да се обезбедат услови и соодветни стимулации за задржување на постоечкиот кадар, особено во институциите со единствена цел успешна реализација на проекти. Одливот на кадар е сериозен предизвик кој најитно треба да се адресира. Ако главните проекции и планови се дека градежништвото, а особено инфраструктурата, треба да бидат главен двигател на економскиот раст, тогаш мора да се води сметка за сето ова. Но на крај на денот, вашата самообендисаност и ароганција е посилна од нашата конструктивност. И затоа очекувам да продолжите со политиката на големи пароли и малку резултати. И за крај да заклучам. Буџетот за 2026 година нема суштинска и препознатлива нова политика и економско-социјални мерки и предлози. Од аспект на понуда не нуди ништо ново, оригинално, ниту различно. Економијата повторно ќе се движи по инерција во следната година како резултат на претходните мерки и политики. Додадена вредност нема и се влегува во зголемење на неизвестност и ризици. На Македонија и треба храброст и визија. Потребен е буџет кој не е наменет само да се протурка годината со купување на социјален мир. Потребен е буџет кој ќе се носи со современото време и предизвици. Буџет кој во основа ќе биде развоен, кој ќе инвестира во човечкиот капитал, во развој и употреба на вештачката интелигенција, кој ќе промовира реформа на македонската економија, од економија базирана на ефтина работна сила, во економија базирана на иновации и претприемништво. Но за ова, почитување колеги, треба план, треба визија, требаат луѓе, а вие за жал немате ништо од ова. А граѓаните за нив ќе се приредува театар, додека власта живее во својот замислен свет и се врти околу својата замислена оска. Благодарам. Благодарам.